И ова не е случајност, ова е опит за политички притисок, но е залудно. Ова е опит да се создаде случај таму каде што нема случај. Бидејќи и покрај тоа што е формирана една task force, создадена од лицето Христијан Влаев во својство на премиер, кој ја злоупотребува, бидејќи ова task force не е со ниту една одлука, ниту од владата, ниту од собранието, ниту било кој орган, туку е параполитички. Не само против мене, туку и за оцрнување на 15 до 20 други лица од опозицијата. На крајот не успеа да најдат ништо повеќе освен прашање поврзано со едно сообраќајно решение. Заради вистината пред јавноста сакам јасно и во целост да ја прикажам хронологијата на овој случај. Прво, согласно член 348 став 1 за режимот на сообраќај на локалните и урбаните улици одлучува општината, односно градот Скопје, со претходна согласност од Министерството за внатрешни работи. Ова е законската основа. Во конкретниот случај, по поништување на претходната одлука, барањето е поднесено најпрво до градот Скопје. Градот се прогласил за ова е барањето до градот Скопје, кај што се прогласил за ненадлежен. Градот се прогласил за ненадлежен и предметот го препратил до Министерството за транспорт и врски. За тоа постои документ и можам да ви го доставам. Министерството со службен допис констатирало дека надлежен орган е општината Сарај и за тоа има документ. Потоа предметот е препратил до општина Сарај. Општината Сарај согласно постапката го доставила сообраќајниот проект до СВР Скопје. Од СВР Скопје е дадена позитивна согласност и дури по таа согласност е донесен актот за режим на сообраќај. За да биде појасно за јавност. Ниту една општина не може да даде согласност за ваков сообраќајен режим без претходна согласност од Министерството за внатрешни работи, а во конкретниот случај Министерството за внатрешни работи давало согласност. Значи, се е направено врз основа на документи, процедури и закон. Но овој случај не може да се гледа надвор од политичкиот контекст. Кога една кривична пријава се најавува од напред, со чувства, а очигледно премиерот има многу чувства, од политиката, а потоа се реализира институционално, тоа што станува збор за правда, туку за притисок. Но сакам многу јасно да кажам и да се слушне многу јасно. Знам дека го имате лично и политички. Јас не застанувам, не се повликувам и не прифаќам по никоја цена никогаш да бидам оценуван. И еве го дописот од Министерството за транспорт и врски, кај што надлежен е општина Сарај. Но според Памче и Христијан не се надлежни.